на општина Делчево, да се обрати да ме поздрави, па да преминеме на дневниот ред на записникот од предходната седмица. Благодарам, председател. Почитувана директорка на Источно-плански регион, господина Швица, почитуван председател на Съвета на Источно-плански регион, господин Иван Йорданов, почитувани колеги градоначалници, представници от Источно-планскиот регион, представници от Пакомак. Јас нема да должам, но секако да ви посакам добре леже во Делчево, да посакам успешна плодна работа на шестата седмица на Съветот на Источно-планскиот регион. И сакам да искористам оваа прилика лично да ви упатам покана за еден настан кој што ќе се одржи овде на 7 мај. Ова ќе биде централен настан на денот на Министерството за внатрешни работи, каде што ќе има изложено оружје со кое што располага Министерството за внатрешни работи, поклопни возила, има два хеликоптери кои што ќе излезува одредени вежби, специјалните единици на МВР и секако ќе и има и културно-уметничка програма и овде организирано Делчево и ќе настапува акција Александар. Ние како општина Делчево ќе ги испратиме покана за овој настан писмено и секако доколку сте во можност ќе ви биде чест задоволство да присуствувате и вие сите заедно на овој настан. Уште еднаш посакам успешна работа на шестата седмица на Съветот на Источно-планскиот регион и благодарам што ме согласите. Благодарам, градоначалник. Да преминеме на записникот, односно на усвојување на записникот од предходната пета седмица на Съветот за развој на Источно-планскиот регион, одржана на 14.04.2020 година. Дали некој има забелешки по основ на записникот? Доколку нема, истиот го ставам на гласање за усвојување. Кој е за? Воздржани? Против? Така мислам да напоменам дека имаме кворум за работа, повеќе од 8 членови на Съветот присутни. Ово право може да се одобри. Констатирам дека записникот е усвоен, преминуваме на дневниот ред. Прва точка од дневниот ред презентација на проектот за автоматски за усвојување на дневниот ред, само да го прочитам. Презентација на проектот за автомати за рециклирање на пластичен отпад чишење како дел од проектите за рециклирање на пластичен отпад на програмата која швајцарската амбасада ја води преку SDC, каде главен партнер е Пакомак. Втора точка е утврдување листа на предлог проекти за развој на Источно-планскиот регион за финансирање од програмата за рамовен регионален развој за 2022 година со индикативно планирани средства за 2023 година. Трета точка информација за приоритизираните концепт решенија на втората форумска сесија за избор на проект од грантовата шема на SDC НЛС одржлив и инклузивен равномерен регионален развој за втора фаза. Четврта точка информација за обврски на општините за текот на работење на центарот за 2020 година и 2021 година. И пета точка разговор. Дали има некој да се надоврзи и да додаде во врска со дневниот ред? Доколку немате, го ставам на усвојување. Кој е за вака предложение од дневен ред? Против? Воздржани? Нема. Едногласно. Дневниот ред на шестата седмица на Советот е усвоен. Прва точка презентација на проект за автомати за рециклирање на пластичен отпад чишење како дел од проектите за рециклирање на пластичен отпад на програмата која швајцарската амбасада ја води преку SDC, каде главен партнер е Пакомак. Отварам расправа по оваа точка од дневниот ред и го повикувам представникот од Пакомак да ја образложи. Поверете. Добро време сите градоначалници. Имаме една презентација, може да поминеме низ нези, да ви појаснам што се работи. Прво, сакам да неколку слайдови има за Пакомак, што работи во поглед на вашите општини, веќе има со работа со Пакомак, во однос на ускарување на контејнерите за селективно собирање, особено на стакло, значи на влажено стакло, особено на стакло. Меѓутоа имаме и за хартија, и за пластика, и за линики. Пакомак е основно од најголемите во наводници
на целата територија на Република Македонија и оно што е важно е непрофитна организација, значи не прави бизнис, не прави профит од тоа што го работи. Единствена цел на ФАКОМ е исполнување на националните цели за рециклирање, а тие национални цели се и цели на нашата држава во однос на европските норми и стандарди за рециклирање. ФАКОМ има во својот систем околу 900 компании кои што го пријавуваат ембалажниот отпад, што го пуштаат на пазарот преку производите, и тие количини ги имаме ние лицензирани, 42.000 тони било 2011, кога ембалажниот отпад ги пријавиле, и целите кои што требаше да ги постигнеме од година во година растат од 14%, па 20, па 23, до 2021 55% од тоа што ќе ни пријават. Ако ни пријават дека пуштаме на пазарот 100 тона пластика, ние треба 55 тона да собереме од 2021. 2022 57% и оди навре до 60%. Тие проценти на рециклирање се европски и нашата држава само ги презема како такви, како цели и мораме да ги исполнуваме. Затоа тоа е функцијата на ФАКОМ. За исполнување на тие цели, средствата кои што ги наплаќаме од фирмите што ни плаќа, ги инвестираме во три како да кажам насоки. Едно е инвестирање во инфраструктура, во контејнери за селективно собирање на ембалажен отпад. Второто е во финансиране системот на собирање. Значи, покрепно што инвестираме во контејнери, го финансираме и собирање. Дали се тоа јавни комунални предпријатија или се приватни оператори, сите што имаат можност да ги сервисираат контејнерите кои што ги поставаме, да собираат ембалажата, добиваме соодветна надомест за тоа, за услуга, добиваме соодветна надомест. И третата насока кој што ги трошиме средствата е инвестиција во едукација на населението, од деца до највозрастни, за да знаат по кој контејнер што се одложува и што се работи. Сега, во однос на проектот со швајцарска амбасада, значи подпишавме договор со швајцарската амбасада за смарт систем, односно за интелигентен систем за управување со отпадното пакување. Тоа самото по себе се наложува, затоа што и овој проект не имавме на хартија 4-5 години назад. Меѓутоа, тоа само по себе се наложува, затоа што високите цели што треба да ги постигнеме за рециклирање, веќе со контејнерите не може да се постигне. Значи не можеме да собереме 60% ембалажа на 65%, како што се европските цели, затоа што искуствата европски викаат дека кога 50% и 55% со контејнери ќе соберете. Потоа треба да се најде друг дополнителен начин како да ги мотивираме граѓаните да го селектираат ембалажниот отпад. Со швајцарска амбасада, значи, кој го представихме проектот, го препознаа дека има потенцијал во тоа, дека можеме да сериозно да го сработиме и подпишавме договор за поставување на 1800 смарт сензори на сите ниво контејнери во 40 општини во општини поставени во контејнери за селективно собирање на ембалажа. Во повеќето ваши општини имаме од вашиот регион имаме ставено контејнери за стакла. Значи, тие се како кошници со дупка. Во сите тие контејнери, на сите тие контејнери ќе поставиме сензор што ќе ни кажува кај се наоѓа контејнерот, колку е полн, колку е празен и кога да го празниме. Значи, тоа ќе ги оптимизира собирачките трошоци кои што ги имаме, затоа што сега ние пуштаме од Скопје камион да ги празни контејнерите во Делчево, Берево, Пехчево и тој камион од Скопје оди 4-5 сата се вози, оперативно работи 3 сата и се враќа назад. Имаме трошоци за правилно. И затоа се тие смарт сензори. Тие смарт сензори имаат и транспарентна улога, значи секој ќе може на мобилна апликација да си види во својот регион каде има таков контејнер, дали е полн, дали е празен, и на крај на денот ќе знаеме од конкретната општина, пошто ќе ни кажат такви информации колку амбалажен отпад е собрано во одреден период. И тоа се ќе може да биде и ќе биде достапно на граѓаните. Од причина што овој проект е одобрен од Министерството за животна средина и тој проект, тој софтвер кој што го работи исто во рамките на овој проект, перспективно ќе биде даден на Министерството за да го користат за своји потреби и нормално и општините да може да ги користат секој во својот дел да ги користат тие информации.
Дополнително во тој проект е и поставување на 65 повратни вендинг машини. Тоа се машини на запад ги има кога или пуштате шише, пластично шише или лименка или враќа пари. Тоа е депозит систем на запад. Кај нас се уште не сте стигнале до таа фаза, затоа што депозитот значи дека кога го плаќаме 20 денари, да биде 25 денари, па тие 5 денари го ќе платиме унапред, машината да ги врати. Во оваа фаза машините ќе доделуваат поени кои што граѓаните ќе може да ги користат за разни бенефити, ќе видиме подоцна. Покрај овие 65 машини кои што ќе ги поставиме од овој проект, Пакомак има и свој план за инвестиции во рамките на буџетот, така да ние годишно планираме да поставуваме по 60 до 70 вакви повратни машини на годишно ниво во рамките на целата наша држава, за во следните 5 години да поставиме најмалку 400 машини. Тоа е неопходно затоа што не можеме на друг начин да ги оствариме тие цели кои што ги споменав во почеток стапката на рециклирање, бидејќи преку овие машини ќе е еден дополнителен начин како да го мотивираме населението, ако не ги користи контейнерите за пластика, за лименки, да ги користи машините таму да го одложува тој отпад. И дополнително поставување на игло контейнери во целата држава. Овие 3-4-5 години бевме фокусирани на поставување на контейнери за стакло, затоа што стаклото е голем проблем да се собира и за населението и за нас. Пластиката, лименките ги собираат и неформалните собирачи кои што ги има, меѓутоа стакло никој не собира, а ние мора да собереме стакло, бидејќи се пријавува и мора да постигнеме стапката на рециклирање од 55%. Меѓутоа, сега кога во држава од 1800 контейнери кои што ги поставени, 2500 се за стакло, горе-доле е оптимално покриена, има простор за уште поставени контейнери, меѓутоа за стакло, меѓутоа фокусот ќе биде поставен на поставување на контейнери за пластика и лименки и за хартија во општините. И тоа ќе биде еден период повеќе години каде што постепено во рамките на буџетот ќе се инвестира во такви контейнери. Во однос на новиот проект, ова е повратната вендинг машина, како изгледа, што ќе биде поставувана на 65 машини и понатаму до тие 460. Ова се контейнерите на кои ќе бидат вградени сензорите за позиционирање, за исполнетост и така натаму. Ова е целата организационна шема како ќе функционира тој систем. Значи отпадот кој што се генерира од населението се собира преку контейнерите и машините. Организираме собирање, просто работа моментално ние го организираме собирањето со наши камиони, на наши соработници. Ние би биле најстрикни во овој дел на собирањето ќе биде организиран во рамки на општината или во рамки на некој регион. Тоа може и подоцна да разбориме, затоа што скоро така собрањето на балажен отпад ќе заврши на секундарна селекција и ќе заврши на рециклирање. Доколку ова биде организирано во рамките на регион или на општина, општината тоа возило ќе биде секако дел од тој систем, ќе биде опремено со опрема кој ќе влезе човекот, не треба да размислува дали во кој контейнери да ги празни, само тој ќе му каже тие се полни, ќе му направи рута за оптимизирање на трошоците и не треба никаква човечка директива, само треба да се следат рутите за собирање и да се празнат контейнерите и машините. Како функционира тој модел? За тоа општината, докато тоа го прави општината, ќе си добие соодветен собирачки надоместок и дополнително правото кој што ќе се собере, општината има право да го продаде или ако немаш општината да го продава, ќе го продае Пакомак преку соработниците, а општината ќе добие соодветен надомест односно опрема, односно материјали. Тоа функционира со неколку општини, за жал во целата наша држава, меѓутоа тие се бројат на една рака. Конкретно е за наша информација. Општина Прилеп, ние со нив годишно собираме, во соработка за нив, општината собира 500 тони ембалажен отпад, зашто добиваат соодветен надомест. Меѓутоа, имаше организација која што се уште трае, конкретно што се менува членици, се уште трае и добро функционира. И за тие 500 тони тие добиваат преку 100.000 евра годишно од Пакомак надоместок за собирање повеќе. И материјалот си го тргуваат, си го продаваат. Така
Така да тој еден модел за кој што малку подоцна ако сакате, може да подискутираме како потенцијал за нешто што би може да се работи на години. Следниот слайд. Се тука само два пати. Ова е клип за да видите како функционира машината. Значи, ова вака изгледа машината и тоа што ќе поставуваме со проектот со шекација. Има мобилна апликација, која што секој корисник треба да се симне на мобилен телефон. Секој корисник си има QR код на апликацијата, пред се скенира на машината и тогаш машината знае дека ИКО почнува да пушта шишиња или линејки. Секој пуштено шише, машината го брои, го препознава дали е изворска, дали е горска, дали е кола фанта и добива поен тој што го користи, тој што ја користи машина. Потоа тие поени се собираат на мобилната апликација и можам да си ги претворам во вредносен ваучер кој што можам да го искористам во локален маркет. Сега тој е да видиме, да не казвам со. На мобилната апликација е избор на ваучери. Тука е Веро маркет, пошто со Веро работиме, таму има ставени машини. Одбира дали е Веро, дали е веќе маркетите се договориме, плати и ги користи поените за тие кои добива противвредност денари. Добивам ваучер. Тој ваучер кликнувам искористи и добивам на самиот мобилен баркод, кој што со скенирање на касата купувам млеко, млеко и јогурт, ми дава 10 денари попуст. И тоа е моделот кој што функционира моментално. Сега, кои се бенефитите од целиот овој систем, особено за машините, значи кој што планираме да го поставуваме со швајцарската амбасада? Граѓаните од пакот, пошто тој попуст е на доместот, тој стимул за граѓаните го дава моментално пакомат. Граѓаните од пакомат добиваат поени кои што ќе може да бидат користени за јавни услуги, комунални такси, купување на производи во маркети, комунитарни донации за општината или други предлози во зависност од општината каде што ќе бидат поставени овие апарати. За мене лично ова е исто интересно како општина, затоа што може да се прават акции, да кажеме овие 3 месеци, фрлајте шишиња и лименки, собирајте поени, да имаш опција место маркет да одбереш донација за општината, да се направи некој парк, да се обнови градинка, да учествуваат граѓаните, да учествуваат, да донираат за својата општина, значи активно да учествуваат. Чиста општина, од друга страна донација за општината. Моментално, едно шише или лименка има вредност 1 поен, зелен поен, односно 0,5 денари. Тоа е 0,5 денари вредноста на материјалот кој што го собираме. Ова шише сега да го однесеме кај овие кои што собираат, кои што откупуваат пластични шишиња, од PUBG или каде, приватни отпади, ова шише вреди 0,2 денари. Од литар игло вреди 0,3-0,4. Или менка исто тука. Ние сме заокружили да даваме нешто повеќе и даваме колку што вреди материјалот. Во иднина, кој ќе дое тој депозит систем што спомнав на почеток, кој ќе плаќаме 5 денари за ова шише унапред плюс, од 20 на 25 како порасна цената, тогаш ние ќе ги враќаме тие 5 денари на граѓаните, ќе ги вратил, ќе ги платил однак. Меѓутоа сега даваме колку што вреди самиот материјал. Трошокот за собирање, инвестиции во машината, тоа си е трошок кој што пакомак си го покрива. Наша единствена цел да собереме што е можда повеќе пластик и лименки преку овој систем. Што е важно во целиот овој систем за општините, кои се бенефитите? Помалку отпад од пакување на депонија, кој што моментално веројатно голем дел тоа завршува, и намалување на трошоците за депонирање на отпад. Еколошки чиста општина, едуцирано население и промоција за самата општина. Светски, како да кажем, параметри, стандарди се, особено за нашиот регион, развиени земји од наш калибар, да кажем,
да се генерира по глава на жител околу 350 кг на отпад на годишно ниво. Секој генерира 350 кг отпад на годишно ниво. Од тие 350 кг 30% е отпад од пакување. Значи негде околу 80-90 кг е отпад од пакување. Моментално знаеме ние колку собираме, знаеме колку завршува на рециклирање и можеме да процениме колку завршува на депонија. Кога ќе има од тој отпад, бидејќи не можеме све да собереме, граѓаните не селектираат се, фрлаат нешто во контейнери. Кога ќе има регионални депонии, секоја општина ќе има трошок за депонирање на отпадот на таа депонија. Дали ќе биде од кубик, од тон, ќе треба да се плати за да се депонира таму отпадот. Што повеќе отпад од пакување собереме во контейнери или со машини, тоа помалку отпад е заврши на депонија и помалку трошоци ќе има општината за депонирање на тој отпад на депонија. Таа регионална општина. Така функционира системот. Така да треба да ставиме акцент на собирањето на амбалажниот отпад, затоа што бенефит за самата општина, а дополнително општината па ќе заработи, ако го собира отпадот и собирачки на домаство ќе земе, па може да го прода отпадот и да тргува, да заработи од продажбата на самиот отпад. Особено пластиката и елементите. Статуска нема никаква вредност. Бенефит за пакова, единствен бенефит е собирање на отпад од пакување, кој што ќе биде собран преку машината и едукација на граѓаните. И сега, може да се објасни? Што е идејата со швајцарската амбасада? Разговарахме, велики ќе имаме ние вакви 65 вендинг машини за почеток. Сензори ќе ставиме на сите контейнери, кои што моментално и на сите идни, кои што ќе поставиме ќе бидат со сензори. Меѓутоа, во однос на машините, сакаме да разпишеме, значи, заедно се договориме, да разпишеме ковид за кој што ќе може да учествуваат региони. Секој регион да се учествува на тој ковид. Идејата е да ги поставиме машините, дел од тие машини, негде околу пола, 30 машини, ќе има во Скопје поставено, другите 35-40, сакаме да ги поставиме во еден регион. Да не поставиме сега една машина во Велчево, друга во Дева, трета во Евгенија, Струга и така на велики, многу е тешко да се менеджираат ако се така расфрлани. Кога ќе имаме чиста, ќе имаме цела Македонија, тогаш е друга организација. Повикот ќе биде распишан последниве месец дена и ќе трае до септември, за да имаат можност општините на ниво на регион да се консултираат, да говорат, да размислат дали и што, дали ќе сакаат да учествуваат и како да учествуваат. Некои од главните критериуми ќе бидат општината да инвестира во повратни вендинг машини кои што ќе бидат дел од целиот систем. Ова за малите општини е голем изnos, 15.000 евра, бидејќи толку чини една машина, меѓутоа има некои општини што се финансиски големи, можда ќе сакаат да купат една-две машини кои што ќе бидат дел од системот. Оно што за нас е поинтересно и мислам дека е поприфатливо е општината да партиципира во трошокот за стимулација на населението со 0,5 денари од шише лименка. Оно што го дава пакомот како свој дел за стимулација на населението, додаде истото да го понуди и општината. Односно, со тоа 1 до 5 шише лименка, еден целен поен, ќе биде 1 денар. Така да, од целиот начин на стимулација да учествува, сакаме да земе удел и самата општина. Предност ќе имаат општините кои ќе се групираат по плански регион. Значи, на ниво на регион, што е можно повеќе општини, значи ако учествуваат со таква, да кажеме, на водници понуда, ќе има предност. Исто што е важно, доколку постои можност, се верувам дека постои да има вклученост и на приватниот сектор од општината во стимулација на граѓаните. Односно може локални производители или не знам увозници, дистрибутери да кажат што ние сакаме да зарадиме уште еден денар. Уште еден денар за секоја шиша, па да се прават промоција. Кока-кола може да каже давам сега 2 денари за плюс за секој шише за стимулација на граѓаните. Така да тие се некои критериуми кои што ќе бидат во повикот за да ги поставиме овие машини. Кратка една калкулација што значи од аспект на инвестиција, од аспект на општината за овој начин на стимулација.
за едно шишна да има вредност, да дадаме